Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва ќе разговарам со почитуваната, и еве ќе кажам и јавно, и драга Весна Дамчевска-Илиевска, која што потекнува од селото Жван, каде што и јас поминав 4 незаборавни години во основното училиште Браќа Миладиновци. Многу ми е драго, затоа реков и драга, што Весна се почесто и се повеќе се навраќа на своето родно место Жван, преку нејзини прекрасни прозни видувања, текстови, записи, дневнички, белешки, можеме на повеќе начини да ги наречеме, но во секој случај навраќања кон древното, исконското, ја би рекол вистинското, затоа што колку почесто се навраќаме на тој говор и на тој живот, толку почесто се навраќаме и на родната грудка земја, би рекол во најширока смисла, не само на Жван и Демир Хисар, туку и на Македонија. Ме радува што неодамна излезе од печат вашата најнова книга, романот Винка. Ова е необичен роман, составен е од повеќе делови, од повеќе кратки текстови, но, бидејќи јас во воведот многу говорев, сега ќе оставам вас, вие да ни ја представите вашата најнова книга Винка, а ја потоа ќе ве потпрашам уште нешто. Повелете. Благодарам за честа да бидам гостинка во вашава емисија, да ви бидам вам гостинка, исто голем пријател и ценет човек за мене и за нашиот роднокрајски дух, кој што ние сите си го негуваме, како едно жарче што ни го осветлува патот и се навраќаме на она, како што вие што кажавте, постојано навраќање. Всушност и понекогаш имам чувство дека јас не сум заминала никаде, дека таму ми е срцето, таму ми е изворот, ми е изворот на целата моја енергија, затоа што и почетоците на моето прво учење за живот се таму, во моето примерно семејство, и можеби таму се наоѓа тоа зрнце од кое што проникна и оваа идеја за овој вид на творба, моја рожба, литературна, книжевна, романот Винка, кој што е творен подолг период низ мојот живот, низ различни периоди, кога како сум имала посилен емоционален наплив, вриеш, кој што ме терал, ме поттикнувал да дадам опис на нешто што искуствено сум го доживеала, но и нешто што било споделено искуствено од луѓето со кои што сум имала чест, задоволство, привилегија да раснам заедно, да споделувам, да учам од нив, да учат од мене. И така, овој роман е еден сублимат од голема синергија која што се случила во текот на мојот живот, од разговори со себе, дијалози, од преиспитување на себе си во секоја животна улога и професионална, па до креирање на ликови кои што можат тоа да го пренесат, затоа што ниедно учење и знаење не е вредно ако не се сподели и ако не се посее некое зрнце од таа вистина за која што јас цел живот низ разни модели се залагам, да остане, да се прошири, да се надгради, да се врати назад и да се добие некој продукт, некој исход кој е многу поквалитетен од претходниот. Така што Винка е, како што кажавте, еден сублимат од бројни раскази, но и од една централна тема и централна личност, во случајот Винка, која што како име настана низ долги борби со себе, што е тоа што ќе може да го вообликува целиот тој приказ на животот во Македонија низ различни периоди и животот на една жена во Македонија, на македонското семејство, на македонскиот копнеж и на македонскиот говор кој што
како збор ни значи на сите и тоа е една есенцијална вредност на која што никогаш не треба да забораваме и да се навраќаме. Јас така како ми поминуваат годините, да не кажам како старееме, се повеќе се навраќаме на тој исконски говор, наш демирхисарски, па да кажам и жвански, македонски, кој што е тука многу застапен. Централната приказна за Винка, жената која што е можеби типична како истрајна, како силна, моќна, од една страна многу кревка духовно, со многу емпатија и со многу чувства за другите, од друга страна силна и моќна да го најде својот пат и покрај сите предизвици со кои што се соочува на тој пат, кои што се и од традиционалниот начин на живот, и од она што значи надворешни влијанија, и од емоционални страдања, како се издигнува и како станува пример за углед и како станува мотиватор и движечка сила, енергија тука во својата заедница, пошироко и секаде каде што живеат македонците. Бидејќи сите книги всушност се авторски и авторот, ако не 99, ама сигурно повеќе од 90 насто е во таа книга, оваа Винка всушност ќе да е Весна. Значи почнувам на В, но сепак во телефонскиот разговор со вас, кога говоревме за насловот за името Винка, јас ви реков дека мене прво ми асоцира на виното, ама вие рековте дека има и некое старо растение што се вика Винка, ама и двајцата се согласивме дека во зборот Винка, како да е содржан и зборот вина. Ајде малку за самото име Винка. Така, убав вовед дадовте и доста добро дека е конструкт од повеќе размислувања, дека во основа е чувството на вина за се што жената во Македонија ќе направи или нема да направи. Таа вина која што самата си ја презема како товар за да го одземе товарот на сите кои што се виновни за некој неуспех. Таа е виновна за сите Таа да биде виновна, за да нема кавга, од друга страна, и да биде посочена како виновник, бидејќи таа е трпелива и нема можеби да возврати за тоа што македонската мајка и жена морала секогаш така. Да. И таа вина која што сум ја воочила во текот на животот, која што е можеби навистина еден модел кој треба да се проучува, зошто мајката, жената преземала вина за некој неуспех, немоќ, сиромаштија или било што зашто ќе се соочела заедницата и како таа со каква уметност од вината правела победа за сите. Едноставно вин како една усвоена кратенка од она што значи надворешни влијанија во нашата држава, победа врз прво на себе си, мора човек да се победи себе си во страдањето и потоа да ја презентира и да ја подари таа, да ја сподели таа победа со најмилите, најблиските, со заедницата, што ќе значи победа над злото. Победа над она што го нарушува мирот во семејството, во човекот, во постојаната борба со нешто што е закана. И на крајот цветот или растението Винка, што мене многу ме одушевува кога и си го одгледувам, но во прв момент не бев свесна дека можеби и тоа е таа љубов со цветето Винка, кој што го одгледувам, дека е восхитот е во неговата природа, ненаметлива, ситно, така расте без да се извишува над другите, а сепак да остане тука присутно, да украсува, да весели и да е блиску до земјата, до корените. А кога не си блиску до корените, тоа е, знаеме што значи за едно битие, дека секогаш треба да си блиску, за да можеш да даваш и да можеш да ја примаш таа енергија од корените. Прекрасно го
објаснивте насловот на вашата најнова книга Винка, а јас за гледачите сакам едно мало подсетување од вашата книга, поточно биографијата. Ми се чини дека е многу кратка и многу концизна, а многу битна, многу суштинска за вас. Весна Дамчевска-Илиевска е психолог, доктор на науки во областа на мир и развој. Авторка, едукаторка и истражувач со посветеност на темите за психополитичката свест, духовниот раст и култура на ненасилството. Низината работа ги обединува науката, етиката и духовноста со визија за општество засновано на човечност, достоинство и взаемност. Приврзана е за концептот неповредлива сила на духот, кој представува темел на низиното психополитичко и мировно движење. Во рамките на својата едукативна работа, развива иновативни програми и школи за наставници, родители и активисти, насочени кон лична зрелост, диалог и градење мир во заедницата. Авторка е, односно сте, на поетските книги Ахимса и Мајчинска. Авторка исто така сте на стручната книга Лидерството и мирот. Од богатиот опус на колумни и есеи посебно се издвојуваат прилозите под наслов Разбудени, духовно-филозофски записи за човечноста, внатрешната зрелост и љубовта, Тивка поправка, збирка современи параболи и животни приказни со етичка порака. Вашиот стил е препознатлив по топлината, длабочината и јазукот кој што лекува. Пишувате со срце и сраст, кој е памет и тишини и создава зборови кои што ослободуваат и исцелуваат. Навистина, ова требаше да се каже, а моето следно прашање за вас е: знам дека ни еден пат не е лесен, па ни вашиот не беше лесен, од Жван до директорската функција во Основното училиште Живко Брајковски, а потоа и до пратеник во Собранието на Република Македонија. Патот што го изодувате се уште е пат до науката и книжевноста. Но бевте добар дел од вашиот живот и во политиката. Кој момент во вашиот живот најмногу ве промени? Работата како психолог, политиката или пишувањето? Или и едно, и друго, и трето? Така, благодарам за ова навраќање. Убаво е да се слушне за себе си убаво. Така. Што може би многу реткост е тоа да се кажува многу убаво за другиот. Навистина, вие сте може би редок човек кој што сака да го разоткрие и да го предочи на другите, убавото во другите. Значи, тоа е една голема доблест и за која што јас многу сум благодарна и се радувам дека тоа ми е една искра надеж во нашето општество. Патот, колку и да бил тежок, бил полн со предизвици, со нови сознанија, со трагање низ себе, со истражувања во областите, со постојано навраќање, со болка и со радост и со восхит. Тоа е патот на постојаната преобразба, за која што уште во многу, да кажам, рани години сум осознала дека човекот мора да се менува. Може би најмногу тоа го осознав додека следев студии на психологија, каде што отворањето на умот и на духот за постојана промена, за преобразба, за изнаоѓање на подобрата верзија од себе си, ми отворила една карактерна особина дека е добро понекогаш каде што ќе сгрешиш да признаеш и да се покаеш и да продолжиш понатаму со подобрена верзија од себе. Така што низ сите тие улоги имаше по некоја промена кај мене, која што значила зрење. Зрењето, процесот на зрење не е лесен да погледнеш во себе си, да си признаеш слабост и да работиш на слабоста. Тоа јас лично топло го препорачувам низ сите мои облици на обраќање на другите, низ тие едукации кои што сум ги припремила за деца, за возрастни. И исто така и во политиката, кога
бев вклучена, како што кажавте, со голема чест и благодарност и привилегија. Следното прашање ќе ви биде токму за тоа. Да, но во времето кога јас директорував, не само во училиштето Живко Брајковски, претходно бев во училиштето Свети Климент Охридски во Бутел, тоа беа на вистина различни модели на мое директорување, затоа што во првиот случај јас не имав предзнаења за лидерството, а во вториот имав предзнаења кои што имав чест и да ги споделувам како едукатор за директори. Така што сите тие сита на вистина многу научив за себе, за другите, многу се отворив кон процеси на споделување, бидејќи да си во образование, а да не се подготвиш да споделуваш и да правиш една взаемност на учењето, да учиш, да поучуваш и повторно да се навраќаш, една самопостојана саморефлексија, мислам дека тука е суштината на моделот на едукација и на себе променување. Не дека не се промени во сите мои фази, особено откако завршувале фазите, кога ќе се направи едно резиме, што правев, што направив, што сакам да правам. Тоа е вистинското прашање кое што треба да си го поставуваме во услови кога може би духовно клониме зашто нешто завршило, како завршило, убаво, со добро, со лошо. Како и да заврши, кога завршува, чувствуваш некоја нелагодност, но нелагодноста може да се надмине само со таква еден искрен приод кон себе си и едно само прочистување, кое што е во основа на здраво поминување од една фаза во друга, од една состојба на духот и умот во друга и едноставно научив многу, дадов многу и сум среќна, но тука не завршува. Значи, сите тие сознанија, целата таа преобразба ме направи посигурна, значи само до вербата ми ја подигна, за да знам дека следно што ќе правам, ќе го правам подобро, посигурно и секако со поголема радост. Добро, пред малку воочивте и рековте дека патот до созревањето, па би рекол и зрењето, тоа е животот, тоа е долготраен процес на себе барање, себе докажување, себе потврдување, себе анализирање, себе синтетизирање. Но во секој случај, најлошо и најтешко е кога се учи на сопствени грешки. Така и за политиката. Ние сите генерално сме незадоволни од нивото на политичкото милие и велиме види ги нив или види го него, зарем тој нас ќе не води, а тој самиот не може себе си да се раководи и слично. Но многумина интелектуалци одбегнуваат токму поради тоа и да влезат во политиката, за да не излезат извалкани, да не излезат уште повеќе демотивирани. Едноставно, тоа е многу сериозна јавна позиција и улога. Но, како и да е, вие бевте пратеник во собранието и јас сум сега слободен да ви поставам 3 кратки блиц прашања, поврзани токму со тоа ваше искуство со политиката. Како психолог, што научивте за луѓето и моќта додека бевте пратеник? Ви се вува најверојатно со многу желби, многу барање, многу ургенции за работа, за плата и слично. Второто прашањце е кој беше вашиот личен, но и најголем предизвик со кој се соочивте во собранието? Бидејќи ние собранието го гледаме како зграда од надвор, ама од натре сигурно не е исто како што го гледаме од надвор. И третото подпрашањце е, ако денес повторно влезете во политиката, а зошто да не? Што би правеле, односно што би направиле поинаку? Кои се тие ваши работи што сега би ги промениле во стартот? Јас ќе започнем од последното кон првото, бидејќи највпечатливо ми е тоа. Може.
И би сакала да споделам едно чувство на мое лично, кое што ме обзема во периодот откако, така кажано, излегов од собранието или излегов од политиката, како еден излез од функција, но лично мислам дека не излегов од политиката како личност, која што во политиката влезе со своја зрелост и со своја самодоверба и сигурност и претходни сознанија за тоа што значи политиката, дека политиката е еден процес кој што е во функција на човекот, на граѓанинот, на луѓето, на државата, на заедницата, а не надвор од нив и покрај нив. Дека политиката треба да биде алатка со која што повеќе луѓе или поединецот ќе се вклучи со своји размислувања, знаења, добри предлози за да се направи баланс помеѓу можностите, потребите на луѓето, на граѓаните, подобрувањето на животот, креирањето на ставови, на можности со кои што сите заедно со понешто ќе имаме напредок. Така што политиката ја сватив и се уште ја саќам како нешто многу позитивно и корисно за граѓаните, кога влегов во функција на политиката, значи како дел од партија, како дел од една заедница во која што треба да направиш, да дадеш нешто од себе во заедничкото, значи со нешто да се сложиш со нешто со некои луѓе и во нешто да останеш оригинален, свој. Тој предизвик да останам своја во однос на моите принципи со кои што ми се вградени, принципи на начин на живење во смисла на одговорност, доследност, достоинство, вистинолюбие, честност, сите тие да не е тоа помалку жвански инает. Па не е инает, тоа е пркос, отпор. Знаете, тоа е она куферче што треба цел живот да си го носиме со нас. И кој што повремено да си го отвораме и да си го препрочитуваме, затоа што човекот низ разни ситуации може да заборави нешто што е многу есенцијално. Среќна сум што тоа си го носам со себе и го одбранив од сите влијанија кои што ги има во политиката, негативни притисоци, закани, забрани, сето тоа што ние од надвор го гледаме кога не сме, но кога сме внатре не е лесно да се справи човекот, особено кога секогаш е на расчекор помеѓу она што, како што рековте, го бараат од вас граѓаните, бидејќи тие ве донесле со нивната поддршка во тој законодавен дом кој што се вика парламент, каде што треба да говорите во нивно име, за нивните потреби да се залагате, но исто така да знаете дека постојат некои ограничувања кои што опцијата, провиниенцијата ги дефинира како став во тој општествен моментум, така што треба да имате доволно мудрост да направите избор со кој што нема подоцна ниту да се покаете, ниту да се посрамотите пред оние со кои што сте се гледале во очи со народот, но во исто време да не наштетите на опцијата која што ви дала можност да ја практикувате таа позиција и исто така во исто време да останете свој со тие своји сознанија, бидејќи како психолог, значи јас влегов во една многу сложена општествена ситуација во периодот кога се случува уставните промени, каде што јас повикував и сакав да се водам од оние научни принципи на водење на диалог, на задржување на црвените линии за она за што не сме да се преговара, за почитување на вредностите на другиот, што во даден момент тие принципи беа нарушени, а јас бев таму и тогаш таа болка е таа која што, да речам, ми остави многу силен белег и за која што постојано сакам да се навраќам и сакам да се отвори тој диалог на повисоко ниво. Зошто дојде до тоа, како може тоа да се подобри, тоа би била
следниот мој чекор со поголема зрелост, со поголема внимателност и со се она што го стекнав и како искуство и како знаење од областа на мировните науки, да го дадам својот придонес, бидејќи не е исто да си надвор од политиката, да даваш придонес преку најразлични написи, преку учества во некои емисии, преку давање на совети поединечно ако ти се обратат и да си внатре во процесот во кој што навистина можеш некое камче да поместиш, како што сум имала јас многу позитивни искуства. Бидејќи овој разговор е жив и покрај овој лист мој пред мене, јас ќе ве прашам нешто за што воопшто не сме договорени, а тоа е следното. Мислам дека тоа им го должиме на гледачите. Што е тоа што сега и овде доктор Весна Дамчевска-Илиевска ќе го издвои од многуте нешта како 1, 2, 3 приоритетни работи кои што мора да се направат и за Македонија, и за граѓаните, не само жената, за целото население, бидејќи навистина Македонија нема време за губење. Не само ние, повозрастните генерации, уште повеќе младите, кои што тешко ќе ги вратиме, тие што отишле надвор, ама да не ги изгубиме и тие што се уште се тука. Навистина, сакам да ве слушнам каде најмногу грешиме, што треба сега прво да направиме. Дали воздухот, дали водата, дали почвата. Зашто ние сме 2 милиони народ. Имаме прекрасна географска положба. Со 3 езера, со убави планини. Зарем толку не знаеме и не можеме да живееме пристојно, да поминеме еден нормален, човечки, убав македонски живот? Морав ова да ве прашам. Тоа е прашање кое што ние постојано си го поставуваме прашањето, зошто и каде е таа грешка. Убаво кажавте претходно дека многу луѓе кои што многу знаат и многу можат, не сакаат да се вклучат во политичкиот живот, што и на некој начин е рак рана на нашето општество. Значи, ако вие ги немате луѓето кои што знаат, кои што истражувале, кои дошле до некој сознание, дали во областта на политиката, екологијата, образовниот систем, кои што поминали ни сите сита и кои што имаат знаење на дланка, имаат готови продукти да понудат, како што, например, јас имам готови продукти да понудам во областта на образованието. Значи, искуства кои што не се само мои, туку се од плејада луѓе кои што стручни, научни, работеле, сработиле и го имаат моделот. Го имаат моделот и јас тој модел говорам во лично име дека имав едно искуство во кое што велев еве не треба за пари да го работам тоа, да го работам за да помогнам. Про боно. Стојам и денес на тоа, стојам. Да, како да ја подобриме училишната атмосфера, како да им помогнеме на родителите да се справат со предизвиците на совремието, насилството во училиштата, бидејќи тоа ми е мене преокупација базична и знаења и бројни други кои што како што е моето искуство го имаат. Го правев тоа неколку пати и тие модели ги подарив на одредени училишта каде што се покажа навистина многу моќно, многу квалитетно. Но слушам и други примери, значи слушам од луѓе во економијата за кои што јас додека сум била во политиката и подосна ги следам колку имаат конкретни примери како треба да се подобри, но тие не се никаде повикани, ниту се едноставно си објавуваат статуси на Facebook со кои што со 15-20 лајкови луѓето исплашено нема да дури ни да ги поддржат нивните предлози, значи да не должам со негативна енергија. Добро, ма кажавте, значи во образованието. Сакам да кажам, кажувам позитивно со тоа што еве исто така и понудувам ако некој ме повика, но ако имате луѓе кои што исклучуваат
учество на такви луѓе кои што знаат, можат и умеат во секоја сфера, заради некоја политичка различност, заради нешто што во дадена ситуација изреагирале, кое што за мене е врвна доблест да се реагира и да се предочува, но едноставно тоа се смета како закана. Ако некој го каже дека ова не е добро, тоа е закана за тие кои што креираат. Не е закана. Туку тоа е апел. Тоа е можеби желба да се учествува во тој процес на политички промени кои што ќе донесат поголема благодет за живеачката во Македонија. Ми дадовте шлагворд за следното прашање. Дојдовме ли до тој стадиум, до таа ситуација кога никој никого не слуша? Се слуша само себе си и едноставно ако имате поразличен став, вие станувате негов противник, односно негов непријател. И многумина можеби токму затоа го одбираат тој другиот модел и пат на тивок, бојкот, па стануваат дефетисти, стануваат кочничари, значи антагонисти, и ние дојдовме до една многу лоша ситуација, кога, за разлика од насловот на нашата емисија, во потрага по вистинскиот збор, ние се повеќе граѓани, повеќе луѓе, слушаме дека велат, ова е лага, ова е лажно, ова не е вистина, ова е само предизборно ветување, на ништо не можеме и не треба и не смееме да веруваме и слично, и уште нешто. Дојдовме до една конфликтна ситуација кога премногу почнавме да не се сакаме, да се мразиме, да се подценуваме, да се омаловажуваме, да се негираме. Значи, не ни требаат нас надворешни пријатели. Ние самите сме доволни тука за да се уништиме себе си во секој поглед, дури во физички. Значи, ние денеска, за жал, како да живееме во едно време-невреме, како да не гледаме кон иднината, туку како да гледаме само една сурова и груба реалност, а можеби сме поучени, подучени и од лоши примери. Каков е вашиот актуелен, современ светоглед? Грешам ли јас или... Не само што не грешите, туку дадовте една многу реална слика на состојбите, бидејќи вие сте дел од тоа интелектуално богатство во Република Македонија, во кое што сами си го креирате вашиот статус во општеството, со ваши одблици, со ваша поезија, која што ја следам и која што е многу моќна. Значи, сите тие изблици, крици, давање на свое размислување и став се придонес кон подобрување на состојбата за некој кој што сака да учи и да менува состојби кои што позитивен исход ќе донесат и за тој што е во моментов на власт и за сите граѓани. Значи, отворањето на еден диалог поширок, на кој што се инсистира и повремено дури и се повикува, значи и на формално ниво се повикува на тој диалог, но и покрај тоа што се повикува има отпор за таков диалог, тоа значи дека можеби не се вистинските начини, вистинскиот пристап не е најден за да се соберат луѓето, не само политичарите, туку и луѓето кои биле во политиката, кои дале свој придонес и кои што можат да дадат свој придонес во општеството, едноставно отворањето на диалогот, повикување на искреност, охрабрувањето на искреноста наместо замолчувањето на луѓето кои што се самоници, кои што си сакаат да си го кажат на различни начини своето мислење, вклучувањето, вмрежувањето на луѓето кои знаат и кои што умеат да сработат во својата фела, вмрежувањето, како што тоа имав едно искуство при мој студиски престој во Словенија, каде што буквално едноставно се води евиденција кои се тие луѓе кои што можат да дадат придонес. Еве утрово слушав дека имаме луѓе во кои што сме финансирале
илјади евра да учат надвор, не можеме да ги најдеме, тоа е официјална информација. Значи, не сме можеле да воспоставиме мрежа вистинска, да ги мотивираме дека кога ќе се вратат во Македонија, ќе бидат поканети, ќе бидат слушнати, викнати, удостоени. Па и не може да се вратат. Од таму како мрежа, и од таму сега им се јави, да, да ги сега използвуваме имавме нивните една знаења и искуства. врвна музичарка, млада, која што била првенец во Италија, во музиката, значи како оперски пеач, и ја прашуваат во една емисија дали некој те праша, те повика тука, па не никој. Иако таа сама си го финансирала целото свое едуцирање, што значи дека била амбасадор таму на културата. Имаме бројни други кои што сакаат, велат да се вратиме во Македонија, да направиме нешто. Значи, тој систем на почитување на секого, на секој влог, на сечија вредност, на сечи ум, тоа мора да се воспостави. Без тоа не можеме да имаме напредок, имаме лажна слика само. Браво. А таа лажна слика не боли сите. Так. Прекрасно кажавте и можам и морам да кажам дека многу добро подсетивте со тој пример, дека ние во светот имаме навистина личности за кои што и не знаеме кои се и каде се, но ако тоа не го прават институциите, а го направи некој поединец, Весна или Христо, сеедно, ќе речат тоа не е твоја работа, зошто ти се мешаш во државните активности. Но, очигледно, тие наши заборавени или подзаборавени личности во светот, доволно е да им се испрати еден мејл, доволно е да се побара од нив една идеја, една помош, една поддршка, бидејќи, тие убаво рековте, се наши амбасадори за кои што можеби не сме дали ние средства, можеби со своји средства стигнале таму каде што се. И во таа смисла, не случајно сега ве прашувам, бидејќи сте вие автор на книгата Лидерството и мирот. Ги сакате тие две теми, и лидерството и мирот. Ама сакам да ве прашам за гледачите. Знаеме ли ние воопшто што значи зборот лидер? Јас имам чувство дека токму тоа нас ни треба. Ни треба лидер, ни требаат лидери, ни требаат водачи, ни требаат водичи. Бидејќи не може да ве води некој што самиот не знае каде оди. Ова малку поетски и афористички. Лидерството е една голема уметност. Начин на кој што се прави сублимат од сите потреби на фелата која што се води, од сите можности на фелата или на заедницата која што се води и на сите можни состојби во кои што може да се најдеме како препреки, како предизвици и начините, моделите со кои што ќе се справуваме при патувањето кон целта. Лидерството е процес на здравје. Еден процес, долг и сложен, кој што бара учење, постојано. Она што претходно го кажав, навраќање. Лидерот треба да е еден од заедницата, кој што има повеќе референции, кој што умее да слуша, умее да сочувствува, има знаење од областа која што ја води. Ама и да води, да раководи. Има референци со кои што ќе укажува, ќе балансира, ќе создава позитивна синергија, ќе ги разоткрива можностите и ќе ги вклучува луѓето, ќе вмрежува наместо да исклучува. Тоа е суштината. И ќе гради наместо да разградува. Суштината на лидерството кој што го опишувам, бидејќи еден сам човек може многу нешто да растури, ама еден сам не може премногу нешто да направи. Тој сам може да ги вклучи. Мора да си има екипа, тим. Да ги вклучи, бидејќи може би човекот да е со многу доблести, ако соработниците не ги избере, исто така може да најде на проблем. Така што треба да се свртат сите лидери кои што сега во моментот се, топло им препорачувам да се свртат кон учењето за лидерството, секогаш може нешто да научи.
човек за подобрување на своето лидерство, има позитивни промени, има позитивни примери кои што можат да се препознаат во нашето општество, треба да се поддржат и да се охрабрат. Тие позитивни примери, за еден позитивен пример разговаравме со вас, кој што не е само еден, но да не се претопат во тие модели кои што значат само послушност, а не отвореност кон системот и кон луѓето, да си го видиме богатството што го имаме во Република Македонија од луѓе, од постулати, бидејќи имаме многу повеќе отколку за тоа што сме свесни во моментов. На тие наши, така наречени, се извинувам што ќе кажам, така наречени во наводници лидери, послушниците постојано им климаат со главите и не им ја говорат вистината. Всушност, ги доведуваат до уште поголема заблуда дека се е како што треба, како што велат се е под контрола, дека тече мед и млеко, а не е така. И затоа ние постојано почнуваме од нула, постојано почнуваме од почеток. Сега ние сме на власт 4 години. Зарем треба да почнеме ние од нула? Ако тие претходните и тие почнале од нула, ние постојано ќе бидеме кај некоја тука речи, така речи, апсолутно нула. Во вртлок. Ќе се вртиме во место, лет во место. Така, за жал, тоа е Но, реалност. сакам да прашам нешто за крај на овој наш вечерашен разговор. Не само затоа што сте жена, туку затоа што сте и психолог. Дали прашањето на жената се уште не е абсолвирано? Се уште ли ќе говориме за неравноправност, за феминизам, бидејќи јас како машко, како маж, како татко, како родител, имам други сознанија, други чувства. Младите генерации мене ми велат, денеска се работите променети. Денеска не одат само мажите во кафеана, повеќе одат жените. Не пијат само мажите, пијат повеќе жените. Жените не готват, готват мажите. Се случи ли тој пресврт? Не викам дека порано било во ред жената да биде дома покрај шпоретот, во кујната, жената да не излегува понад превари, жената да не оде во фитнес клуб и слично. Не велам дека е тоа добро. Но се случи ли осветата, се случи ли реваншот, па ние денеска тешко тоа го прифаќаме во ново време и говориме за радикални промени и разлики. Така е, или јас пак ми сервираат некоја погрешна представа за жената денес. Што се случува во Македонија? Па, на формално правно ниво, жената го достигна тоа кон што се стремеше, да речеме да биде застапена во општеството, како интелектуалка, како енергија, како сила која што може да влијае, со процентуална застапеност. Но на суштинско ниво, мислам дека се уште постојат тие предрасуди, кои што тешко можат да се надминат. Жената дури дека тоа може мажот, ама жената не може. Многу подобра во одредени сфери, дека ќе се одбере помалото зло, некој кој што ќе ја минува се, отколку некој кој што ќе дава свој личен придонес со свое знаење и умење. Во ништо не треба да се претерува. Мислам дека треба се уште и понатаму да се бараат референци, знаења, умења, да се проверуваат тие знаења, умења при доделување на одредени позиции, дали е за жена или е за маж, треба компетенциите да се следат. Дали знае, дали може, дали сака. Така, се едно дали е маж или жена. Како некој го разбира својот начин на еманципација, тоа е и прашање за долг разговор. Уште едно подпрашање, бидејќи почнавме со книга, се пишува ли нова книга? Која ќе биде вашата следна книга што треба да ја очекуваме? Да, јас ви кажав, цел живот си пишувам нешто. И така што и продолжувам да пишувам. Што да очекуваме? Да очекуваме нешто што ќе биде, бидејќи секогаш пишувам повеќе со срце и со емоции, нешто реално објективно, кое што ќе одразува и сегашноста и ќе биде
основа за идни чекори на луѓето во Република Македонија и на сите кои што ќе умеат да го прочитаат и ќе сакаат да го прочитаат тоа ново дело. Искрено... Ќе биде, значи, ќе биде поезија, ќе биде проза или ќе биде нешто помеѓу? За поезијата, како рекле нашите стари, немам време да ти пишувам накусу, затоа ти пишувам надолго. Надолго. Значи, тешко е да се пишува поезија, кај нас мислат дека напишав поезија, строфи, така. Ќе биде проза. Нека биде проза. Нека биде проза. Вака, на крајот од овој разговор ќе ве замолам со еден од овие фломастери. Обично жените го земат црвениот. Овдека, на ова страница, напишете ни една мисла, една порака, еден подпис, еден спомен за овој наш вечерашен разговор. Мирот започнува со и во, одлично, во мене. Браво. Браво. Сега да не ве збунив малку? Не. Добро. Достоинствено. Со самопочит и... Добро е што пишувате читливо, па можам наопаку да читам. Сега вие ќе прочитате целата мисла на крајот. Подпишете се само и прочитајте ја пораката за гледачите. Вака, значи, ова реченица мирот започнува со и во мене. Во текот на вчерашниот ден ми се наметна кога се потсетив на Теодор Тет Херман, еден од основачите на мировните науки во светот и кај нас, во Македонија. Така што јас, бидејќи сум имала личен контакт со него, ја пренесувам секогаш и секаде таа мисла, дека ние не можеме да градиме мир и некакво општество ако не сме ние длабоко уверени во себе, со достоинствено, значи достоинствено, со самопочит, и со градење на доверба да ја подобриме нашата заедница, нашето општество, државата, наша единствената тковина Македонија. Се согласувам, еве, со рака да ве поздравам и да ви честитам за вашите досегашни напори, ангажмани и постигнувања, да продолжите така со нови книги и со нови ваши други остварувања и веднаш да кажам, па и во политиката. Мислам дека се уште е рано за тотално да се повлекувате, нема потреба од тоа. Секако благодарам. Ви благодарам и јас.